Добар ден и денеска, драги наши од Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме овде само заради вас, заради тоа што треба да направиме убав рецепт, да направиме убав муабет и да видите ваша позната и омилена личност. Се надевам дека и денеска одвоите време за да бидете пред малите екрани и да не проследите и нас. На самиот почеток ги поздравуваме пријателите од Стокомак и овој пат се разбира да погледнеме дел од производите кои што ги има на нашата витрина, а се она што вам ви е потребно, вие ќе си отидете во најблискиот маркет или како што јас многу пати велам, земете ја блиската комшика или блиската личност, па со ред муабет можете да си отидете и во подалечниот. Ќе си поминете убаво време и ќе си ги испазарите производите кои што вам ви се потребни. Ние готвиме со производи на Стокомак, секојдневно ни пристигнуваат намирниците кои што ги пишуваме за нашите рецепти и така, нели, и вие одите во продавниците и купувате она што вам ви е потребно. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, со налепници Македонка, обоени во црвено, се рафтовите во Стокомак. Така, која ќе пазарите токму од тие рафтови, го стимулирате македонското производство. Затоа пазарете македонски производи. Ете, убаво си се испоздравивме. Многу пати велат Драгче поздрави не поединечно. Па јас многу пати се извинувам, не можам, сите ве има во голем број и не можам да одвојам некого посебно, а другите да случајно ми замерат. Затоа бакнежите ги испраќам до сите што ја сакаат, милуваат и следат оваа емисија. Денеска имам посебна гостинка, една моја драга долгогодишна пријателка и на вас, на малите екрани, за љубителите на театарот, љубителите на приказните, љубителите на филмот, наша позната личност и нашата драга Магдалена Ризова, која јас Магде си ја викам. Добре ми дојде, Магде. Добро те најдов, мила Драгче. Како си ми ти? Супер, одлично. Убаво ми изгледаш, прекрасна си. Задоволство ми е да гостувам кај тебе во емисија. Денеска ќе правиме заеднички ручек, јас и ти. Да. Да биде интересно и ќе ни раскажеш малку повеќе за тебе, бидејќи сите не те познаваат како јас. Да, нема така лес. Така е. Убаво ми изгледа, што е најбитното, пролетта доаѓа, ангажмани имавте многу, ти уште имаш. Уште имам, така да... Знаеш како е, минатата година бевме преориентирани на едни представи, оваа година на други представи, оваа година после сум преориентирана на детски представи, така да децата ти даваат некоја позитивна енергија, елан и затоа така изгледаме. Како вика, Драгче, нема да престанам затоа што многу ми е убаво. Да. Тебе ќе те поставам овде за да ми асистираш денеска, а ќе направиме еден традиционален ручек, спанак со ориз и во тавче, па потоа ќе му скршиме јајца, она што си го правиме постојано дома. А и сезонски ние, нели? Повели, тебе ќе ти дадам едно мало ноже за да ми помогнеш во однос на морковот. Добро, треба да го исечкам морковот, така? Така, а јас ќе на крупчиња или? Како ќе ти е полесно, така нека биде и така ќе оди и на пржење, потоа и на варење. Додавам масло за јадење. Ке му додадеме потоа и кромичето да се свари. Имам тука јас еден рецепт, па и ќе се советувам и со тебе за тоа дали и така и ти го подготвуваш и твоите дома. Секој домаќинка има некако свој рецепт. Јас сум повеќе преориентирана на пробување. Така ли, на дегустација, што се вика. На дегустација, да. Голем гурман сум, така да за спремање малку не ме бива, ама добро е ќе се снајдеме. Камерите велат вака за да те гледат како ти сецкаш, вака колку прецизно ги сецкаш, Магде, тие. Добро, за ова ме бива, за сецкање може. Ако, ете, јас го додадов кромидот овде, за да ни се малку подпржи. Може и вака да направиме. Кромидот во тавчето. Одлично. Ти вака ќе направиме за да... Некој пат го рендам, некој пат вака сецка, некако поукрасен ми изгледа кога е на крупчиња, нели, поукрасно изгледа во тавчето. Заедно комбинација со спанахот е многу убав. Убав. Кажи ми, како се насловите на овие нови детски
Вака, што тука Театарски завршивме представи. Црвенкапа. Црвенкапа ја работите, браво. Да, Црвенкапа ја завршивме и поминавме скоро пола Македонија со таа представа. А сега ја спремивме пред 2 недели, ни беше премиерата на Шумската принцеза, која што веќе во општина Центар ја играме и општина Кисела Вода. Мислам дека од утре или задутре треба да почнеме низ Македонија. Таа представа ќе треба да се игра некаде до мај месец. А во мај месец, значи, од кој ќе веќе биде при крај школската година, имаме уште една представа, што треба да спремиме. Значи, тоа ќе биде Царството во другарството. Убаво, браво. Ама таа ќе биде вечерна и таа ќе биде посветена исто на децата. Кои што оние дечиња кои што нема да одат на одмор, нели ќе може да гледат представи некаде попладне 18 или 19 часот, ќе играме во сите општини, во сите домови на култура. Тоа преку цело лето до септември ќе ја играме таа Царството на другарството. И убави локации, баш за децата, ова Царството на другарството и убава порака? Да, убава порака. Затоа таа ја оставивме за од мај месец, а до мај месец Шумската принцеза, значи по училишта, градинки, и гледам доста се задоволни. И нашата вечна Црвенкапа, која што сите ја сакаме. Црвенкапа, да, морам да ги спомнам ние со овој театарот Хит на Сашо Ристовски. Овој таму се Бранко Атанасов и Ема Давчева, тоа се млади наши надежни актери кои што завршија на факултетот на драмски уметности и онака сега почнуваат првите чекори, ги прават со... Можеме. Ете вака, со детски представи, нели? Многу баш интересно, ама како јас како децата сега ќе прашам, а кој го игра волкот? Сашо. А кој го игра? Кој го игра? Кој го игра волкот? Да. Да. Па, Сашко го игра волкот, Ема игра Црвенкапа. Црвенкапа. Бранко го игра ловџијата, а јас играм нормално бабата. Бабата? Ќе бидеш бабичката на која што и носи Црвенкапа понуди. Да, и носи кифлички. Имате ли нешто ново во неа? Во представата од денешното време да биде така? Имаме вметнато едно зајче трајче, го викаме, едно зајче кое што цело време ја следи Црвенкапа и ја чува од волкот, значи малку е направена приказката, значи волкот не ја јаде Црвенкапа, ниту пак бабата ја јаде, туку ги заклучува таму во некој си подрум, па доаѓа зајче трајче и доаѓа ловџијата, ги ослободува, така да завршува малку по-хепи, за да децава да не се плашат. Обично, кога одиме по градинки, они веќе кога ќе влеземе во градинка, они веќе плачат. Викам, зашто плачат децава? Вика се плашат од волкот. Викам, па нашиот волк е многу добар и смешен. Така да кога ќе заврши представата, сите сакат после да се сликаат и со волкот и со Црвенкапа. Сепак изгледа поинаку. Магде, ќе ми го додадеш ли оришчето? Малку. Добро. Ете така. Да додадеме и ориз измене. Па, ајде и целиот ќе го поставиме за да ви биде и за сите убаво. Така. Добро. Може и доматното пире малку. Мајка ми ме учеше дека мора да биде оризот во маслото подпржен, зашто било поубав зрното. Ете така. Ќе го подпржиме малку. И ќе додадеме доматно пире. Обично дома си дробнуваме по малку и патлиџанче, но кога е сезоната може да се додаде и доматно пире. Зависи од патлиџанот, ако е убав, може да го ставиш, ама сакам ова сега го намали. Нели треба да се внимава, па рендање, па цедење, подобро стави си пире, како што и го правиме тоа. Добро. Еве вака. Сега ќе ти дадам во овој сад да ми ја разматиш супата од печурки. Добро. Еве ти водичка. Лажиче ќе ти додадам. Чекај лажиче. Еве лажичка. Повеќе. Ете така да ја разматиме, бидејќи додавам и цела ја ставаме дрвче, така? Целата, да. Една супа или кашичка од печурки. За да му додадеме уште малку вкус. Така, да. Ете така го подпржуваме, добро.
И така, значи Црвенка па има нова слика, што се вели. Знаеш како, оваа година така се преориентиравме сега малку на детските представи, а додека лани веќе имавме 2 вечерни представи. Едната беше Обвинителка, каде што ни гостуваше нашата драга пријателка од Србија Лидија Вукичевиќ. Исто цела Македонија е поминавме со таа представа, а втората представа ни беше премиерот, каде што истата екипа од Црвенка па игравме Сашо Ристовски и Бранко Атанасов, Ема Давчева и јас. И тоа, тие беа две вечерни представи каде што ги поминавме скоро сите театри низ Македонија и сите домови на култура. И одекна со многу добри критики одекна, но еве оваа година се одлучивме малку да смениме, да идеме повеќе на детски представи, така да мислам дека цела година ќе ја завршиме со детските представи. Па до година, здравје Боже. Па нешто друго, да, промена може да биде. Па знаеш како, можеш да менуваш ако си се едноличен, така. И нема да си интересен, така да... Ајде сега ќе те запрашам, како и другите твои колеги. Во твојата долгогодишна работа, која од улогите ти е една од омилените или која мислиш дека преку неа ја запознаа Магдалена Ризова како актер? Има ли таква што тебе те одбележува? Иако јас имам омилен лик твој од едни серии кои што порано си ги гледавме. Сигурно погрешно време, да. Во погрешно време, така. Сигурно погрешно време, затоа што сите ме паметат. Таа серија беше најдолга, затоа ме паметат. Не дека Салон Хармони, например, беше и таму. И Салон Хармони преубава, да. Денови од нашиот живот. Имаше многу приказни од соседството. Така да, многу серии највише ме запамтија од погрешно време. Погрешно време, ама беше баш на време. Блакче, како ти вика, благе моја кај си. Благе моја кај си. Така да и денеска кога ќе одам некаде таму долу Охрид Струга, некои од тие постарите знаат да ми викнат, Блакче, еве Блакче. Јас се вртам, нормално знам дека се сеќавам на едно наше дружење, беше тоа може ќе те потсетам сега на едно време, на градскиот плоштад имаше еден базар на кој што бевме заедно и така и те довикуваа Блакче, а јас и ти си правиме муаве. Да. Уште е тоа и до денеска е така. А инаку во театар, драгче, да ти кажам дека имам 87 премиери до сега во моето 32 годишно работно искуство и сите 87 улоги ми се драги. Тоа е... Не можам да одвојам. Она што велиме, не можам да одвојам од се што ми е убаво. Да. Така. Дури и тие што не сум сакала да ги играм, што сум ги играла со сила, например, некој, ова мораш да го одиграш, нема кој едно друго, добро, ајде, сум ги засакувала, од кој ќе почнам да... Да се внесеш во нив. Да. Така да не постои улога која што... Едноставно си ги сакаш и тоа е тоа. Додаваме сол. Знаеш како ти е, ако тоа што го сакаш, тоа што го работиш, ако го сакаш, нема никаков, да. Најголемото восхитување кога сам себе ќе се погледнеш и ќе си дадеш оцена, си велиш, за ова ме бидува, така? Да. Ете, тоа е тоа. Еве го додадовме и малку сол зачин. Ова мислам дека убаво се растопи. Сега ќе ја додадеме и неа. И тоа е и задоволство, значи со задоволство ќе одиш на работа. Ако некоја работа не ја сакаш и ќе викаш леле, па сега кој ќе оди, па како, па ќе се измачувам. Не сакаш ниту да се спремаш. Така. Тоа е тоа. Се вели, не сакам ниту да се спремам за таа работа која што не ја сакам. Еве, ја додадовме и супата од печурки. Сега ќе додадеме многу убаво. Ќе сакаш ли да ми додадеш вода во бокалчето? Благодарам. Да додадам уште? Да, може, уште можеме дури уште малку да додадеме и да додадеме еден ловоров лист. Ете така. Добро. Да, и ќе го исклучам затоа што ќе оди уште да се свари.
самиот. Треба уште? Ќе додадеме уште. Уште, добро. И го префрлуваме во другата таве. Во тавче. Ете така и ќе оди во рерна. Колеги, колку убав ручек ви спремаме. Мириса. Мераклиски ручек. Најдобро што е здраво. Уште Магде додади? Уште? Уште нека си биде сварен оризот. Добро. Ете, вака изгледа феноменално и убаво. Еден сезонско тавче. Можеме уште малку. Добро, убаво да ни се свари. Па обично до 1 килограм вода се додава заради тоа што додадовме и повеќе оришче, Да. за да имаме за сите. Сега јас ќе го префрлам во ова тавче и ќе оди во рерна. Сега кажи ми за приказките. Многу интересно. Имаш многу убави улоги во приказките. И приказките? таа облека која навраќа на минатото е навистина идентична. Да, па во приказките јас влегов уште од времето, не знам, 98 година, 97, 98 со брачниот пар Колозови. Така е. Прво они ме повикаа, па со нив снимав за македонска телевизија, а со Драги Велјановски беше режисерот, со него едно 20 приказки снимавме, па после нешто приватно. Па потоа со Колозови исто почнавме и ноќни представи да работиме, така да почетокот ми беше со нив. Некаде таму 2003-2004 А1 телевизија исто сакаа да прават. Каде си се среќававме постојано. Да, сакаа да прават такви приказки. Па се договаравме, па нешто малку снимавме, нешто не, за да некаде 2009 или 2010 тука снимивме во една година 171 приказка снимив. Скоро, како се вели, скоро секој ден по една приказка. Да, секој ден, зборуваме работни денови, па така, работните денови. Така да, тие приказки Драги Савевски ги правеше, кој што веќе не е меѓу нас, ама многу убаво ги направи, така да мислам дека тие го означија времето и се трудевме да бидеме барем малку близко, да, идентични со Колозови, да. Ајде, колеги, одиме. И сега ова оди во рерна, да? Така, во рерна ќе си го поставиме за да не крчка. Ете. А ние рад да си правиме муавет. Ете така. Кога се тука гости од музиката им велам, ајде колеги пејте, за да тавчето брзо ни испече, да. Имало ли представи, имало ли улоги каде што треба да запееш? Да, имало. Се учеше да ги пееш, Магда, или? Да, уче, па јас и 12 години, уште кога беше Марин Бабич жив, 12 години учествував и во глумците пеат и секогаш имав некоја иновација, едно друго. И за таа една песна, значи ја вежбав месец дена или месец и пол. Но во мюзикли, да, сум играла, ама кога бев помлада. Малку се кога бев постара, кога ме вика, знаеш, и ги еве, например, Попласка ме викаше, но не отидов на тие аудиции, не сакав да пеам, затоа што и кажував, бев свесна дека за 3-4 песни мене ќе ми требаат сигурно 6 месеци да ги увежбам, да ги научам убаво како што треба, зашто јас не сум професионален пеач. Така е. Но секогаш тоа што го работам сакам да биде изработено како што треба, знаеш. И така да ми вика, ајде ме па ти пееш на глумците пеат и сега овде не викам. Друго е една песна да спремаш, а друго е повеќе цел след од песни. Така да... И друго е хумористична песна, каде што можеш и да си дозволиш и да не е убаво. Така е, да. Не можеш во Чикаго, например, требаше таму, ама не сакав. И сите се чудеа зошто не отидов, затоа што мислам дека ќе немаше да биде баш добро од моја страна. Да го прифатам, затоа што има глумици кои што знаат навистина да пеат добро, како Тања Кочовска или Олгица Христовска, така да мислам тоа се луѓе кои што и се глумци и се пеачи. Песната им е песна. Да, песната и не им представува некој поголем напор. Инаку, ликот е таков одбран да може да се трансформира. Да бидеш и девојка, да бидеш и селанка, да бидеш и старица, да бидеш и момче некаде. Така е, играм, да. Многу ти е ликот таков да може да се... Што викат и баби и жаби. Професор стално викаше, бре, мај ги вика, ти можеш и баби и жаби да играш.
Така сум играла често пати едно 3 представи, да, и машки улоги сум играла. Така, затоа и ги споменав. Например, Хорацио, кај професорот Љубиша Георгиевски, Хорацио, го играв во Буре барут, например, тоа беше далечната, не знам, 94-та година. Се покрај 2 улоги добив и една улога на едно дете Аце. И знам дека тогаш кога го добив текстот, ја само го фрлив и реков покрај толку мажи, покрај толку актери овдека во МНТ, викам, мене ме најдовте, јас дека, ама не рече, чекај, ќе видиш зашто си баш ти. Така да, на почетокот се бунев, ама после веќе тоа ми дојде, да. Напротив, тоа е одлика дека актерот на вистина е спремен. Да ги одигра зададените задачи. Ништо не е тешко ако тоа што го работиш го сакаш, Драгче. Значи јас со песна станувам. Значи кога треба да се стане сабајле у 5 или у 6, не знам, да ме носат на снимање, јас со песна станувам. Ја не одам со плачки као леле. Сега од сабајле кој ќе оди едно, со песна станувам затоа што знам дека тоа што ќе го сработам ми лежи на душичката и ми е многу убаво. А што правиме со 3 представи? Различни текстови. Се подготвуваш, се спремаш пред на репертоарот. Јас некаде 2000, баш вчера ме подсети сопругот, 2002 или 2003 на репертоарот, јас имав 7 различни представи. Значи секој ден играв различни представи. Тоа е. Значи тоа е додека ја подготвуваш представата, го мислиш, го знаеш текстот, ја сработуваш улогата и го ставаш во еден фолдер и ти стои тука. Запечатено. Да, после другата, третата. А веќе кога почнеш да ги играш, веќе не ни знаев, јас само знаев дека имам представа на вечерта, ама не знаев која. Кога ќе влезам во гримьорната, кога ќе си го видам костимот, тога знаев точно која представа и само го уклучуваш тој фолдер што си го спремил и ја играш Како убаво си велиш, самата облека е подсетување на она што треба да го одиграш денеска. Да, се случувало, значи доека ги снимавме приказките, сабајле ме зимат у 5 сат, у 6 ме носат на терен за снимање, снимам до вечерта до 18 часот, во 18 часот ме враќаат во театар, значи не дома, во театар, за од 20 часот да играм представа до 22:30, 22:30 одам дома, легнам да спијам, за пак у 5 утринава да станам за да одам на тие моменти ми се многу убави, кај приказките се случува жена да собира прачки за да го потпали оганот, да исцепе дрва, да ги носи вака, по скали, кои се разнишани во старите куќи. Знаеш, таму научив да месам, научив да везам пиперки, научив да ронам ченка, научив да молзам коза. Што уште научив? На конј да јавам, значи научив, тоа мора да се постигне како финеса во. Па види, година дена да живееш онака на село, да се дружиш со нив, со луѓето, мислам е многу убаво. Дури и таа година, како беше, јас секое утро имаше една женичка ми носеше козјо млеко и пиев козјо млеко. Ти има ли моменти кога се плашеше од нешто? Имаше, кога ме качија на коњ, кога требаше да тргнам со коњот, беше многу висок, многу, не знам, имав страв дека ќе паднам, пошто прв пат се качив на коњ. И имаш уште еден момент кога ми дадоа 2 живи кокошки да ги носам во рацете, а тие прета нешто. Ја не знам више како да ги држам, да сите се смеа, викаше режисерот, не се секирај, ништо не, него пошто никогаш не си фатил нешто живо и така да ти прета во рацете. Тука имаше некои такви смешни моменти, но се навикнува човек, Затоа и ги споменав. Одиме со тавчето на Драгче, односно да видиме што денеска ни беше потребно за нашиот рецепт. Ориз со спанак, 500 грама спанак, една главица кромит, еден рендан морков, ние го исецкавме, една лажица доматно пире, 100 грама ориз, една кесичка крем супа од печурки, 200 мл вода, 3 јајца, малку масло, сол, бибер и зачини по желба. Евене, Магда, ти беше вредна, веќе извадено. Тавчето и сега да му скршиме јајцата. Сакаш јас или ти? Ајде јас. Па порно ти, затоа што јас може да ги уништам. Добро да не е никаков проблем, не е како велеше баба ми. Јас сум добра само во асистенција. Не е шарка, за да ја сгрешиме. Ете така, домаќинките знаат дека ова вака се подготвува и повторно ќе оди во рерна, за да бидат
И јајцата малку завршени. Многу вкусно, туку и многу здраво. Здраво? Да. Ете, одиме повторно во рерна, колеги. И да ни биде тавчето готово. Ете така. Само неколку минути ни се потребни за јајцата да си ја добијат формата и да се потпечат како јајце на око изгледа од озгора. Да, и може да се конзумира. Го јадете ли дома овој рецепт да си го подготвувате? Да, интересен е и јас исто многу го сакам. И спанак, обично спанак сакам, јас многу сакам спанак. Има моменти кога јас магде овој рецепт и го правам и со штавел. Аха, тоа не сум пробала со штавел. Исто е многу убав. Мајка ми на времето правеше тоа. Многу убав и многу вкусен и може да биде истиот рецепт и со штавел. Навистина е убав. Сакав да те запрашам дали тебе и твојот глас го позаимуваат во филмовите. Синхронизацијата, над синхронизирање. Пред неколку години, да, синхронизирав во две. Мислам, не знам, мислам дека беше Црната ружа и Мирниот сокак, така некако се викаа. Добро. И после беше ли мачно? Не. Не ми беше мачно, баш беше многу забавно, но затоа што јас пак тоа не сакав да продолжам, затоа што веќе почнаа луѓето да ме препознаваат кога ќе излегов на представа и вика еве Аише, знаеш, така да. И прекинав со тоа затоа што сакав да си бидам автентична. Се најде ли во некој од тие ликови се наоѓа скоро во секој втор, да. Секој втор лик, да. Браво. И многу ми беше убаво, многу ми беше забавно, но ете морав да прекинам ради професионални причини, нели? Порано во тие, нели, синхронизации, сигурно и нашава куќа, нели, тоа бидејќи имаме турски серии кои што се многу гледани, правеа и посебен кастинг да одговара и ликот, и гласот, и карактерот на личноста која што ќе биде. Точно, и мислам дека треба и да се менуваат повеќе актери, повеќе тонови, поише тонови треба. Вака сме сега научени на се едни исти актери, на едни исти тонови. Малку е, знаеш, као, овој сега во минатата го гледав како Ариф, а сега го гледам како Арон. Така сакаш да кажеш дека треба различни да бидат. Треба различни да бидат, да. Епа, тоа е убава работа, убаво е, нели, подсетување за нашите луѓе кои што се одговорни за сето тоа. Колегите велат имаме уште малку временце, но јас морам да зирнам, колеги, дали тавчето. Готово. Само една минутка ни фали. Можеш, колега, ти да си се подготвиш со камерата, за да јас ја запрашам и Магде, што планира во својот пензионерски живот? Иако актерите немаат пензионерски живот. Немаат, ние никогаш не одиме во пензија, но додека, имам уште 4,5 години до пензија, така да имам едно мало куќерче долу на југот на Македонија, и имам едно дворче и сакам тука во дворчето да си садам здрава храна и да си одгледувам здрава храна. За храната одбери си ја ти, а за цвеќе ќе ти подарам. Супер. За да биде кукичето од приказките. Ќе го извадиме тавчето за да го прикажеме ние нашиот рецепт, но некој, ако од вас сака да биде уште попржено или по-зготвено, може да си го врати во рерна. Ете така. Ете го. Мислам дека, колеги, тука ќе остане, бидејќи ми е многу топло, за да го повлечам на масата. Ти се допадна? Да, убаво ни изгледа рецептот. Супер е, многу убаво изгледа. Многу убаво. На здравје да ви, колеги. Убав рецепт. Убаво тавче, она што ние сакаме да си го подготвуваме во овој период. Драга моја, ти благодарам што ми беше дел од емисијата. Беше прекрасна. Да, ти благодарам што ме повика и морам да кажам дека за прв пат сум во една ваква емисија. Туку малку сум несмасна, али добро се снајдов. Одлично, беше прекрасна, баш како што си и во природа како човек. И ти посакувам уште многу успешни емисии. Дај Боже. Тука сме пред самиот крај, драги мои пријатели, и се надевам дека и рецептот ви се допадна. Мојата драга гостинка исто така, бидејќи внесува многу позитивност и многу свежина. И останете ми во добро здравје, во добро расположение и гледајте не и во наредното издание. А до тогаш, како ви велам, ве сакам.